Војната во Украина уште од самиот почеток го наполни медиумскиот простор во Северна Македонија со лажни вести и дезинформации кои имаат за цел ширење на строго утврдена пропагандна кампања, предупредува Џабир Дерала од невладината организација Цивил. Тоа, вели тој, е нешто што тие го бележеле секој ден. Да, постои една групација од медиуми во која тие се жестоко вклучени во дезинформацијските кампањи, чии сега повеќе од било кога порано очигледен спонзор, поттикнувач и архитект е токму Кремљ. Обемен е материјалот до кој доаѓаме, додава Дерала. Една подземна, не толку очигледна кампања која е наменета да се создаде атмосфера, односно сентимент кој е антизападен, а секако во корист на руската страна во оваа инвазија. Се разбира, имаме голем дел случаи кои ги бележиме на релативизација на бруталната агресија врз цивилното население во Украина. До Советот за етика во медиумите стигнувале бројни укажувања поврзани со непрофесионално и сензационалистичко информирање во врска со случувањата во Украина. Имаме укажување на сензационалистички наслови, објавување на вознемирувачки содржини, имаме појава на информации кои што значат едноставно пренесување на фабрикувани содржини, содржини во кои што се манипулира со информацијата до степен да се искористат дури и снимки од видеоигри како сегменти кои што подкрепуваат информацијата. Оттаму ги повикуваат медиумите да се придржуваат кон кодексот на новинари, а информациите што ги пласираат на социјалните мрежи да се употребуваат со особена внимателност. Ние имаме случаи во кои што се преземаа содржини од портали од соседните држави, кои што предизвика и паника кај населението. Тука имавме ситуации да чекаат на бензинска станица со часови или да ги празнат полициите од маркетите. Овие кампањи со дезинформации и пропаганда се внимателно конструирани. Истите се насочени кон одредени таргет групи, вели Дерала. Некои од нив се за поширока публика која има причини реални или нереални да биде антизапад. Има друга таргет група, може да се каже на еден посуптилен, комплексен начин се привлекуваат луѓето кои меѓу другото се и opinion maker. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.